Здраво, драги мои, добре дојдовте во уште една епизода на Ира инспирира. Денес ќе влеземе малце повеќе во инклузијата, но инклузијата на оној начин на кој што ги допира не само семејствата со деца со посебни потреби, туку ги допира баш сите деца, еве да речеме. Денеска ќе зборуваме за инклузијата во образованието, во основното образование, бидејќи само таму имаме закон и само таму е регулирано нешто во врска со тоа како треба да имаме инклузивно образование. Мојата гостинка денеска ќе биде од другата страна, не само родител, туку е некој кој што имал чувство и знае како изгледа што се случува во училиштето од другата страна. Па добре дојде на Матилда Бојкова. Добре ми дојде, сонце. Благодарам на поканата, Ирина. Навистина е задоволство да на ваков начин се слушне и на другата страна. Инаку темата е широка, долга, понекогаш знае да биде весела, кога се има решение, а секогаш се има решение. За некого може да биде мачна и да не се гледа излезот, но сепак мислам, не само дека сум оптимист како професор и како човек кој што во инклузијата работи е долги години во неа и пред да биде и законски подкрепена, мислам дека може да се најде решение, а сега во ера на 21 век, кога и технологијата оди се понапред, соработката со родителите и тој така наречен триаголник се затвора на еден по-специфичен, но по-убав начин. Така. Значи, за оние кои што можеби се уште не одат во училиште, да речеме, во раниот детски развој, за оние родители кои што ги имаат децата во училиште, значи, сега го имаме, значи, пред 5-6 години законот за инклузија во основното образование, средното образование не е покриено со закон, одма да кажам за оние кои што можеби се уште се прашуваат. Градинките исто така не се покриени со никакви, да речам, насоки државни, поврзани со инклузијата, иако они имаат некакви своји посебни програми во кои што се обидуваат да бидат што е можно поинклузивно, но системски не е тоа покриено. Кога ќе речам системски, се мисли на што може државата да даде и да помогне, дали асистенција да има, дали да се прават посебни програми и така натаму, кои што повторно произлегуваат од законот. Оно што сега сакам да го слушнам, сакам и родителите кои што ги имаат, имаат деца во образование, од кои што знам дека голем број од нив имаат потешкоти, дека не наоѓаат можеби начини како да соработуваат и со училиштето, дали можеби со асистентите, дали можеби со децата во одделението, дали можеби со родителите на децата од нивното одделение. Значи, тука има малце повеќе точки на луѓе со кои што треба да соработуваме за да се создаде една убава околина, да може детето 6, 7, 8 часа да помине во училиште. Ти си, значи, директор, ќе ни кажеш колку ќе ми кажеш, значи, сега што работиш, што работеше пред тоа, за да можеме да ја видиме и другата страна. Така. Многу прашања се начнати. Навистина би требало сите да се елаборираат децидно и прецизно, затоа што би настанала еден општ, ајде да кажем, хаос во информациите, ако не ги разграничиме сите овие работи, затоа што се работи од ран детски развој, па се до оваа возраст на која што јас придавам. Точно е дека од пред скоро 5 години е донесен законот за инклузија во основно образование. Иако јас како, ајде да кажам, не можам да се наречам експерт, меѓутоа сум долги години во инклузијата, се занимавам со инклузија и можам слободно да кажам дека како и во се има недостатоци и уште кога беше донесена законот за инклузија, имаше тука некоја дебата, јас бев во една фокус група која што опфаќаше, да кажам, луѓе од регионот. Меѓутоа, во тоа време бев и директор на основно училиште, но не бев повикана од таа гледна точка како функција директор, односно менаџер на училиште,
туку како човек кој што се занимава со инклузија на деца со посебни образовни потреби, бидејќи претходно имав некоја, да кажам, биографија со која што конкретно се занимавав со поддршката на ваквите ученици во инклузивна училница, што подразбира инклузија, што подразбира посебна образовна потреба, како се разграничуваат тие посебни образовни потреби, кои се тие, јас не сакам да ги нарекувам категории, затоа што ние сите исто ги гледаме децата, барем од моја гледна точка, и тие се сите вредни да се погледнат и сите ние како луѓе сме со посебни потреби. Некој има можеби потреба во текот на тие 40 на минути да се напие 2-3 пати вода, некој има потреба да оди во тоалет, некој има потребно едноставно да замолчи на момент, да размисли што ќе каже. Значи сето тоа се потреби. Така што децата не можам да ги категоризирам. Но, како и да е, таа инклузија дава простор да на некој начин сме приморани да ги ставиме во некоја рамка, се со цел да најдеме соодветна интервенција која што ќе биде за нив добротворна или полезна, или во моментот ќе се најде на прав пат да може да се најде сам себе си. Имав лично јас замерки околу таа инклузија, затоа што најдена, како да кажам, кај наставниот кадар најдена голем отпор, од проста причина што кога даваме отпор? И ние како родители даваме отпор кога сме немоćни. Точно. Така таа немоќ се почувствува во редовите на наставниот кадар, не од позиција на непознавање, туку од позиција на неинформираност и како јас тоа да се справам со самиот проблем. Не од тоа од неемпатија. Напротив, сите ние знаеме дека нашата професија е на ниски гранки сведена, меѓутоа секаде има исклучоци, но генерално гледано, луѓето што се занимаваат со оваа професија се луѓе кои што се емпати, луѓе кои што сакаат да дадат од она што го имаат и како знаење, меѓутоа и да помогнат. На крајот на криштата не можеш да бидеш наставник ако немаш љубов во себе. Барем тоа е девиза во која што јас и генерацијата моја, па и до други генерации се школували, затоа сме станали учители, наставници. Меѓутоа, немоќта кај наставниот кадар потекна токму од моментот можеби на недоволна информираност, недоволна упатеност, лутање во тие реформи кои што многу често ни се случува во образованието. Па лутање од тоа како сега јас да се најдам и во административниот дел, затоа што ние имаме и административен дел, ние не доаѓаме само да го дадеме своето знаење, да го предадеме како предавачи, туку ние сме комплетно и во воспитно образовниот дел. Значи воспитниот дел е исто така компонента која што нас не доведува до како јас да постапам во некоја одредена ситуација со некоја одредена посебна потреба која што е сега во инклузија. Па самиот процес на инклузија, тоа некако дојде, не би рекла наеднаш, но дојде наеднаш во морето од многу информации, неселектирани информации. Јас имав таа среќа природно да се занимавам со децата со посебни образовни потреби, бидејќи претходно пред да дојдам да работам во училиште, бев во невладин сектор, каде што се обрнуваше внимание токму на тоа и посебен сегмент на децата со посебни образовни потреби. Ми се отворија и многу други, ајде да кажам, хоризонти со тоа што бев и надвор од нашата земја, па погледнав некои други политики кои се водеа во однос на овие деца во образовниот систем, канализирањето на тие деца, како оди постепено од тој ран детски развој, како се следи нивниот развој, па потоа разврстувањето на посебните потреби, неуробиолошки, оние кои што се дисфункционални комплетно, па им треба посебна поддршка, и плюс стручњаци кои што ќе се воведат како тимови. И така во некоја 2006-2007 година јас дојдов со некои сознанија кои овде беа многу, како да кажем, приуранети за да бидат истакнати. Иако кај нас инклузијата тече од некоја 97-98 година, иако 96-та беше во најава,
Имаше пилот проект кој што училишта кои што учествуваа и истите тие одеа во странство, во Лондон, посетуваа посебни училишта каде што се обрнува посебна методологија на работа, наставниот кадар беше обучен таму каде што, значи, не дека тука немаше, но тоа беа, како да ви кажам, пилот училишта. Тоа беа дузина луѓе кои што некако од сплет на околности останаа во тој видокруг малку тесен. Да. А образованието, знаеме дека не се сведува на 4-5 училишта, него се сведува на училишта кои што се во голем број, па дури и во рурални средини. И да бидам искрена, како повеќе луѓето ги ширеа своите хоризонти, како технологијата, социјалниот живот на луѓето се ширеше. И нормално е да имаат повеќе информации, како интернетот, како медиум, се повеќе се ширеше и луѓето имаат достап до информации. Значи, тој информативен, најде не го кажеме мрак, меѓутоа се уште беше така како сумрак. Како сумрак да, и почнаа луѓето да согледуваат дека не се тие сами во таа приказна, дека детето не значи дека ако подоцна прозборело дека треба да биде постојано онеспособено, дека треба да биде назад, дека таа потреба да се диагностицира нештото, односно да се именува, е многу значајна. Пак ќе се вратам сега на наставниот кадар, кој беше збунет и не сакаше да ризикува да биде неодговорен, да биде обележен, етикетиран како неуспешен, дека не успеал, нели, во таа генерација да изведе такво дете. Мислам и можам комотно да тврдам од муабет со колеги дека понекогаш е подобро да кажеш не, затоа што не можеш да го извршиш тоа, отколку да кажеш да, па да го извршиш некако без некаков квалитет и да оставиш последици, трајни можеби последици врз развојот на детето. Да. Од друга страна, повторно нема да се сложам ни со тоа, нема да се согласам, затоа што сметам дека таа самата позиција на учител, на наставник е доживотно учење. Значи, тоа е нашиот, како да кажам, пат. Никогаш не е доста. Јас и сега на мојве 54 години, кога ќе ме слушнат дека јас се уште се усовршувам, дека јас се уште сум на некои студии, дека се уште нешто правам, уни сите ми па добро бре, доста, нели, веќе уште малку па пензија. До кога? Тоа е тоа доживотно учење и понекогаш сакам да зборувам со луѓе кои што се така поотворени, open-minded, што велам јас, и знаат да кажат и колку да ти е доста, мозокот никогаш не е нахранет доволно со информации за да можеш да понудиш нешто и да споделиш. Така. И тоа беше единствената причина што почнав јас само иницијативно да истражувам и само иницијативно да барам до такво усовршување. Кога дојдов тука бев на црната листа, затоа што кај нас е секогаш така, колку си така нешто ќе се истакнеш нешто или ќе се одвоиш од средината, одма си на црна листа, но не ми пречеше тоа. Индивидуалните образовни планови тука беа мислена именка тогаш. ИОПот, значи тоа е за ИОПот. Јас кога ги донесов сите тие работи и претходно каде што работев во невладината организација, кога ги пропагиравме тие работи, бевме така тоа е проект, некој па ќе помине, нели, проектите кај нас се проектчиња па ќе поминат. Па ќе поминат, баш меѓутоа ова беше потреба која што реално заживеа во училиштето каде што отидов. Не е важен подписот кој бил подписот. Јас важно го донесов прва. И тоа ми е многу важно како момент. Дека ги поттикнав да размислуваат на нешто вон рамката која што е вообичаена. Сама си земав кейс стади со ученици, така ми беше доделен клас. И ден денеска ми се доделуваат класови во кои што имаат деца со предизвик. Јас не ги нарекувам со посебни потреби, иако така се, нели, по некоја категорија. Тие се со предизвик. Предизвикот е и мој и нивни во исто време. Колку ќе бидеме успешни зависи од напорот на родителот како соработник и прв мој сојузник и нормално и детето. А децата се чиста душа, особено децата со посебни образовни потреби,
бидејќи ние така ги класифицираме. Сега оваа инклузија Мгм. направи збунка голема, Мгм. од проста причина што ги вклучи без, тоа ми беше и забелешката. Значи, во еден образовен систем, конкретно во основно образование, ја треба да имате информации кои ќе ви ги донесат. Јас бев пропагатор да се има во секој, да пропагирав дека во секој училиште треба да има така наречен дефектолог. Тој е специјален едукатор. Да, Сега веќе го специјален доби името едукатор. специјален едукатор, инаку Така. беа дефектолози. Кога јас бев во Норвешка на Универзитетот во Осло, нашиот сега факултет за специјална рехабилитација, што беше институт кој тие не го препознаваа. Мгм. Значи, зборувам за 2005-2006 година. Тоа и не е така далеко. Така, не е далеко, меѓутоа доживеа трансформација и мене ми е драго што е тоа така. Излегоа од таму луѓе кои што сериозно се занимаваат со таа професија, има доста солидни професори, има кадар кој што ја сваќа сериозно работата. Се уште можеби недоволно може да се наметне и не е се уште во некоја корелација со педагошките факултети и тоа отворено образование што јас лично го пропагирам, бидејќи не можеме ние да ги ставиме во рамка и калап, без разлика што можеме да направиме и треба да направиме според МКФ, нели, таа класификација во кој ранг спаѓаат и што им е потребата и од мислењето што го имаат и дефектолозите, односно специјалните едукатори во училиштата, и педагозите како тим, и психолозите како тим, значи стручните соработници, наставниците, самите наставници, јас сум предметен наставник и чувствувам потреба дека треба да бидам во таа спрега, дефинитивно, Да, а не да бидам дефинитивно. одвоена и да бидам лимитирана во некои информации и да бидам само во својот дел. Ние не можеме да гледаме само поединечно. Ние мораме да го гледаме исцело за да можеме да направиме некаква интервенција. Да, мислам дека ќе те прекинам, значи тој е еден од аспектите каде што јас лично, значи, нели кога ние тргнувавме во училиште и колку се уште не беше законот донесен кога Кан почна во училиште да оди, никој не знаеше што се случува. И тоа беше и моето чувство. Фактот што сите беа фрлени во оган со законот за инклузија, и родители, и наставници, и деца, значи фрлени во оген. И сега од она што јас го имам како искуство во работата со градинките, кога работев и кога веќе согледуваш дека едноставно треба да се менува начинот на образованието, ако сакаме ние да создадеме простор за сите деца, и да можеме ние да одговориме адекватно на нивните потреби, такви какви што се, да се добие знаењето, но на начините, значи, конструктивистичката училница која што дава, да речам, една од опциите, нели, од начините кои што може да се постави една училница каде што секој дете ќе учи на свој начин и на крај сите ќе дојдат до, нели, она што треба да биде научено. Некако залудно ми беше да се обидуваме на начинов на кој што сега е поставен системот во образованието, да ние го вклучуваме овој закон за инклузија, тоа едноставно не се меша. Не може да се измеша затоа што толку многу дупки се појавуваат во однос на тоа како треба да се однесуваме. Јас прв пат кога законот излезе за инклузија, значи едва чекав да го прочитам затоа што си мислев чекај сега навистина нешто, нели очекуваш дека ќе биде подобро. Искрено се радував дека еве нешто се менува, нешто системски ќе можеме да се поттикнеме. И кога почнав да го читам, нели беше тој документ, детето кога ќе дојде во училиште, кога нема да дојде во училиште, ако е присутно, ако не е присутно ваков документ, тоа беше само кој документ да се потпише, да се напише, ако е тука, ако не е тука, ако 2 дена одело, ако 2 дена не одело. И опот како еден многу важен документ. Еден крајно важен документ кој што толку може тие дупки да ги пополни. Нели, она кое што мислиме, за кое што наставниците, точно и они се најдоа во сега, како ние сега ова да го направиме. Со толку многу кратко време, останува како алатка која што се уште гледам дека не е искористена и дека многу ретко се користи. И од трета страна, законот кога го гледав и кога видов ја кој влегува се во законот, значи деца со потешкоти во развојот,
деца во социјален ризик, социјалниот ризик е од сиромаштија, од родители кои што се во нели наркомани, со хронични болести, па после одиме деца талентирани и надарени се исто во тој закон. И кога јас си викам, чекај малце, кога ќе отидеш ти во училница, тебе 70% од училницава ти е полна со деца со посебни потреби кои што треба да бидат обслужени од нели од овој закон. Што е тотално нелогично. Не барам некој оправдување или амнестија во однос на наставниот кадар на кој што јас припаѓам. Меѓутоа беше доста онака загрижувачки како сите сега во еден кош и како ние ќе ги разграничиме сите. Но ајде, тоа е работа нели која што ја правеше еден цел тим од Министерството, кои беа и правници, и здравствени работници, и психолози, и педагози, и мислам буквално голема екипа на луѓе. И веројатно секој си носи своја одговорност за сето тоа. Ние како фокус група го дискутиравме моментот на имплементација на самата инклузија. И имав чувство дека со тоа сака да кажат, еве, ние направивме инклузија. Инклузија е процес. Инклузија не се прави преку ноќ, не се прави за 20-30 години. Ние постојано сакаме да се споредуваме со другите земји, но не можеме да се споредуваме се до оној момент додека ние не достигнеме една зрелост во нашиот систем, да ги поредиме работите, да не лутаме од едно во друго, да копираме и копипейст да правиме од ова и од тоа, да имитираме. И знаете како велат, копијата е секогаш полоша од оригиналот. Нека биде и полош оригинал, ама да биде оригинал. Да биде тоа што е карактеристично за поднебието. Тоа ви е исто и со исхраната. Значи, не можете вие да јадете постојано портокали, мандарини, кокоси, банани, затоа што во нашето поднебие не виреат тие растенија на толку голем простор. Ќе јадете во замена банана, па ќе јадете тиква. Така е. Значи, се си има свое. Така што ние не можеме да се залетуваме во инклузијата и во ИОПите, односно во индивидуалните образовни планови, да ги полниме со се и се што со задачи, со цели. Ние мораме да имаме краткорочни цели и долгорочни цели. Краткорочните цели треба да бидат во состав на напредокот на детето, а секое дете е различно, без разлика дури и со дијагнозата што ја има со себе, тие различно се развиваат. Од моментот во семејството како растеле, од нормално базата, имаме предиспозиции, имаме наследни фактори, кои што влијаат врз развојот на едно дете. Па некое дете со аутистичен спектар ќе го видите дека многу повеќе напредува, ама затоа плејада луѓе работат дома со него, а имате некое кој што родителот е немоќен затоа што не знае, не може, не уме и не е за осудување тоа. Едноставно, тоа е тоа. Толку е капацитетот. Ние не сме никако луѓе возрастни исти. Како што не се ни децата. Меѓутоа, тоа во ист кош ставање и талентирани и деца со посебни образовни потреби од кои спаѓаат дискалкулија, дислексија, дислалија. Значи, тоа ви се процеси кои што се надминуваат со работа. А имате процеси кои се невробиолошки, кои остануваат до крајот на животот, меѓутоа со интервенции тие се ублажуваат и има некаков напредок. Не можеме да стане збор кога имате мозаичен Даунов синдром во училница со дете кој што има аутистичен спектар, различен, дете кој што е воопшто невербално, дете кој што е агресивно, дете кој што прво себе не се прифаќа, па потоа другите во околината, дете кој што има дислексија, воопшто е различно и врз основа на тоа треба да се прават интервенции. Треба да се прават тие техники, треба да се прави тој индивидуален образовен план. Морам да кажам дека од времето кога јас почнав да се занимавам интензивно со инклузијата, многу е далеку постигнато. Не можеме да бидеме незадоволни во се и да ставаме критика. Ниту од страна родителите да го прават тоа, ниту пак наставниот кадар, значи има и обуки,
интензивни, кои што се во професионален развој влезени, Да. во каталог се влезени. На крајот на криштата, 21 век, сите работиме со компјутери, можеме да си најдеме самите, да си пронајдеме некакви, сите скоро зборуваме еден странски јазик, на крајот на криштата сега со транслет, односно со преведување, многу лесно да преведеш Точно, и од точно. јазик кој што и не го познаваш, а сакаш да дознаеш некоја плюс информација. Единствено малку потешко, да кажеме конкретно, еве јас работам на дислексија и еве сега го подготвувам вториот мој магистерски труд конкретно за дислексија е, во рамки на отворено образование, на отворени ресурси. Тоа е едно ново поле кое што во нашата држава не е се уште Да. отворено и пак се сметам тука како пионер, затоа сум можеби се уште невидлива во тој однос. Меѓутоа, мора да има малку време за да се отворат портите на сето тоа и тоа отворено образование да профункционира, а да не ги загрозуваат, тоест другите фактори кои што во моментов функционираат, да не се чувствуваат пред се загрозени, затоа што тогаш има отпор кога ќе се чувствуваш загрозен. Да. Така беше и со специјалните училишта. Тие во почетокот се чувствуваа загрозени. Кога стана ресурсни центри. Вие ќе ни ги земете учениците, како тоа така, па ние ќе останеме без работа. Не, ние сме партнери. Така Кога е. потоа им се објасни целата работа, кога се променија малку улогите, иако би рекла се пренаглија, не требаше таков рез да има. Да, мислам дека Не многу, требаше таков многу рез. ригидно се Овој направи. беше хируршки рез кој што беше Да. болен малку Да. и за едната и за другата страна. Родителите се најдоа во небрано, Тоа. затоа што прераснаа специјалните училишта во ресурсни центри. Оттаму потекна во почетокот општина Карпош беше единствена општина која што финансираше асистенти во училиштата. Да. И голем дел од родителите кои можеа да се го дозволат тоа, пак велам неправедно, социјално неправедно, Да. да имаат своји асистенти. Меѓутоа, сега, откако државата тоа го дозволи, откако стана сериозно Сериозен проект. сериозен, не е тоа проект, тоа е Знам сериозна дека не е. работа веќе. Да. Повторно има недостатоци, дали се пополнуваат во од што се вели, ги надополнуваат работите, но се уште мислам дека треба да се работи на тоа. Никогаш не престанува работата на инклузијата. Тоа е јасно. Дефинитивно. А родителите, знаете како, сега да го гледаме и тој другиот аспект Да, кој да. кој е ајде да кажам позасекиран, заинтересиран за оваа наша дискусија. Не можете да гледате објективност од родител. Во ниеден случај, дали е наталентирано дете, дали е дете со типичен развој и со атипичен развој. Значи, апсолутно не можеме да бараме од родителите да бидат објективни 100%. Такво нешто не постои. И јас како родител никогаш не сум била 100% објективна. Затоа што сум родител, тоа е природно да го заштитиш своето дете, па дури и кога е виновно, па нели од тие поговорките и кога е виновно да го заштити, зашто животот ти кога ќе е во право, ќе го удира и така натаму, тоа е нашиот порив, инстинкт за да ги заштитиме, да ги закрилиме, да другиот да го нападнеме, најчесто да се обидиме наставникот, да направиме нели? подобро за Да. детето. Но ние сме фокусирани на тоа да му биде подобро. Да. И тоа е целта и на едната, и на другата, и на третата страна. Меѓутоа, треба да бидеме во корелација. Да. И таа несубјективност која се појавува, ние ја толерираме. Јас конкретно како наставник ја толерирам во одредена рамка. Затоа што сепак вие сте родител и сте возрастна личност и свесни сте за позицијата во која што вие можете да помогнете, но и да бидете соработник со третата страна која што не е виновна за ситуацијата, а е инволвирана да помогне. Да. Му е професија. Да, тука... Така што склопот на сето тоа. Јас зашто се воодушевувам на нордиските земји, конкретно на Норвешка се воодушевувам, бидејќи таму сум била на наобразба и таму сум била на доедукација. Затоа што имаат системски распореден дел во кој што секој си ја знае својата улога. Нема хаотичност. Кај нас се среќава таа хаотичност, Да. затоа што од време на време
некоја дисфункционално што се јавува во системот, сакајќи да ја пополниме, ние правиме грешки. Не можеш ти во се да бидеш експерт. Не можам јас како наставник да бидам медицинско лице. Да. Не можам јас како наставник да бидам, јас сум педагог и психолог на некој начин, но во мојот одреден дел, педагог и психолог по својата професија, си има луѓе кои што се во тимот. И затоа се прават тие тимови. И тие Стручната функционираат, служба. да, тие функционираат на хартија. Сега ќе ви дадам еден друг поглед кога бев директор. Значи, и таа страна треба да се погледне од една административна службена рамка. Значи, директорот е тој кој што го води тимот, ама тимот е составен од психолог, педагог, специјален едукатор. Во училиштето каде што бев јас, имав психолог пред пензија, многу искусен, кој беше во улога и на педагог, и на социјален работник, затоа што јас 50% од моите ученици беа од социјално ранлива категорија. Од категорија на родители со хронични заболувања од типот на наркоманија и алкохолизам. Јас имав деца кои што имаа само еден родител. Деца кои што беа напуштени. Деца кои што доаѓа од згрижувачко семејство. Деца кои што беа под властелинство на државата, нели? Сите од законот за Значи, инклузија. буквално од лепезата јас имав се. А бев училиште во кое што имав само психолог. Се избори во систематизацијата да добијам и дефектолог, кој што ми беше условено со бројот на децата во училиштето. Затоа што педагог си добиваш и социјален работник си добиваш ако имаш бројка. И па јас не можам да бидам бројка со 2000 ученици како некои училишта, затоа што е такво местото. Таква е руралната средина. Ние не можеме да избегаме од тој факт. Да, но тие 2000 деца, дали треба да ги оставиме на маргините сега од другата страна? Се извинувам. Не беа кај мене 2000 деца. Се трудев да бидат опфатени сите, затоа што ние се боревме од една страна со дроп-аут, се боревме со рано напуштање на училиштето, се боревме со малолетнички бракови, се боревме со нередовност во училиште, се боревме со заразни болести од типот на нели, бошки и така натаму, што некогаш се мисле на именка во некоја друга средина. А од друга страна се боревме плюс со овие сите лепеза на инклузивни потреби кои што ние со закон мораме да ги внесеме во училиште. И сега кога вие имате тим да играте улога на директор, менаџер на училиштето да работи безпрекорно, со сите работи, со документи кои што се важни во училиштето, да функционира, затоа што ние сме и воспитна образовна институција, меѓутоа сме и државна институција во која што имаме куп документација и администрација. Финансиски морате да го раководите училиштето да функционира, да биде со хигиена на високо ниво, затоа што сепак се работи со деца кои што имаат и покрај образовна неглекта, значи се образовно не се, значи доволно опфатени. Меѓутоа се и воспитно во пониско ниво. Во пониско ниво, а да не зборуваме за хигиена. Па кога ќе одите во посета заедно со психологот надвор од работното време, па ќе барате од Министерството, среќа што имаше таква програма во која што припаѓавме, па имавме право на човек од Министерството да ни доделат на училиштето за да ги бркат и административни работи од типот на запис, упис на ученици во прво оделение, вадење на документација лична која што им е потребна да влезат во образовниот систем. И кога сето тоа ќе го гледате, па ќе речете 24 часа не е доволно за да ги направите сите овие работи, да ги организирате да функционираат. И јас се сметав за успешна, затоа што бројот на ученици се зголеми, скоро и да го доведовме до нула дропаутот, малолетничките бракови беа сведени на минимум, ајде да не кажам едно за тие 4 години додека бев директор. Се случи тоа на крајот од второто полугодие, само не го изоде од 9 оделение. Ги намаливме тие социјални разлики преку разни хуманитарни организации, кои што не ги стававме на тапан сите да бидат. Побарав од општината
со помош на USAID исто така добив сензорна соба која што се уште не беше во програмите на училиштата, сега веќе за среќа од тогаш има во секој училиште и сум многу задоволна, дури свесноста веќе порасна за таа работа. Потоа ги вклучив и другите фактори да направам тоалет за деца со посебни потреби, пристапност, бидејќи имам дете со инвалидска количка кој што не можеше да оди во тоалет. Па ги изреновирав сите тоалети да не бидат со чучавец, затоа што сме 21 век и децата треба да научат дека се оди во тоалетна школка и ред други работи. И не бараме ловорики за тоа. Едноставно ние бараме да се приспособиме и да направиме модел кој што другите ќе го следат. И тоа е инфлуенсерство, нели, сега што го кажуваат, тоа е инфлуенсерство. Не е тоа дека некој ќе те покажува, ќе те именува и една грешка да направиш, они грешката ќе ти ја памтат, сите други работи ќе ти ги тргнат настрана. Тоа и не е толку важно. Важно е дека ти зашто работиш, која е твојата мисија. Мојата мисија е да ги спојам и родителите, да ги спојам сите оние кои што се важни фактори и ќе им помогнат и на децата и на родителите, но и на наставниците. Да. Затоа што и тие се во тој спин. Сите заедно се тие во иста, ајде да не речам каша, меѓутоа, затоа што ако оваа година имала некоја наобразба, до година ќе дојде некоја друга наобразба која што ќе му даде повеќе крила и повеќе знаење. Не секогаш па и наставниците имаат време од своите собствени приоритети во животот. Па време, јас на пример многу сум можеби на штета на собственото семејство и собственото слободно време сум правела за тој професионален развој да ми биде на некое повисоко ниво и не желам за тоа, иако ми замеруваат понекогаш домашните, но тоа едноставно е мојата мисија која што јас ја живеам во животот. Така. Да оставам печат кој што ќе биде долготраен и полезен за сите. Нека биде и таа трошка што сум ја ставила. Нека биде тоа едно нешто ситно. Ќе биде и мојот бунт против нешто. Нека биде и тоа. Меѓутоа, да има некакво напредие, да има некаков напредок. Не бараме виновници, не бараме некој да се величи, другите да се тргаат настрана. Едноставно сите сме во тоа и сите треба да дадеме од својот капацитет. Овој твој подкаст и овие сите твои напори, јас сум кажала, ние се познаваме многу долго време. Се познаваме во времето кога ти беше збунета што да правам и честопати ми го поставуваше прашањето уште кога бев и наставник само. Што да правам сега? Кога, ако се сеќаваш тогаш кога дојдов на позиција, ти реков многу сакам да правиме работилници на отворено јога за овие деца со социјален ризик, да видат дека има и некоја друга димензија каде што може да најдат свој баланс и така натаму. Па со таа моја екоградина која што ја правевме, сензорна градина која што навистина придонесе многу да се чувствуваат сите позитивно. Тоа се тие исчекори во кои што ти како индивидуа од твој аспект даваш свое видување. Овој подкаст сега е растење на таа awareness за нешто. Да. Зборување јавно и именување на работите. Се додека можеме да ги именуваме, ќе најдеме решение. Да. Ако ги кажуваме со зацкриени работи, реченици, не знам што знам, има нешто, ама не знам што е, тогаш сите ќе бидеме збунети и нема да го најдеме решението. И обидите со грешки се обиди. Така е, грешките се патот до успехот. Патот до успехот. Ако немало грешки, на нема да има. На крајот минималните чекори за овие деца се гуливерски. Да. Никогаш не можам да кажам дека не сум придонела барем трошка. Така е. И овие луѓе што работат, и специјалните едукатори, и самите родители кога се вклучени без потребата на негација. Затоа што голем дел од родителите во почетокот ја имаат негацијата, затоа што не може да се помират со тоа зошто јас. Зошто јас? Така. Ама кога ќе се прифати тоа зошто јас велам сигурно сум убедена во тоа дека универзумот ти го дава, што велат старите, крстот онолкав голем колку што можеш да го носиш. За жал,
не можам да речам дека среќавам многу семејства, иако среќавам многу семејства и многу родители кои што се целосно излезени, да речам, од тие фази на тага и на одбивање и на гнев и страв. Стравот е веќе таа нишка која што се провлекува придружна. цело време и која што ги прави семејствата да се вкочанети и да се одвојуваат и да се оттргаат од нештата. Значи, надвор е пострашно отколку што е дома, така како што е организирано и решаваме да не излеземе надвор или па е тоа многу лимитирано. Во секој случај, она што јас кога размислував со тебе што ќе зборуваме и зошто сакав ти да бидеш, значи и јас кога одев низ процесот на образование, можеби јас затоа што сум таква каква што сум и сум решила дека каде и да тргнам, нели, за доброто на моето дете, не на едното на сите, дека ќе се обидувам да најдам решение. Значи јас од самиот почеток тотално ништо не знаев. Значи ништо не знаев што да правиме, како да правиме. Но реков, окей, ајде ќе правиме. Ќе се обидуваме вака така некако. И од самиот почеток кога јас решив дека мојот живот се смени, реков дека доста е беше тага. Вака никаде не оди да плачеме и да гледаме само дека ќе биде нешто многу страшно. Да, ама кога ќе се отвори тој свет и кога нема да има само непријатели од другата страна, него ќе има предизвици, баш предизвик. Сега ова стварно не знам како да го направам, ај ќе видиме, ќе прашам еден друг, ќе учам, ќе правам. Среќавам родители кои што се гневни на училиштата, на асистентите. Најчесто сме гневни и повредени кога имаме очекувања. Така е. Нели, очекувањата се тие дека кога ќе го испратам во училиште, дека тој наставник треба да знае, за тоа е платен, ако нели овие стереотипни реченици сега ги користам затоа што нели тука ни зујат, па зашто зема плата, не е тоа моја работа, значи и така натаму. Тоа се случува и во градинки, тоа се случува во училиште, секаде каде што системски нели нашите деца сме му ги дале на некој да се грижи за нив или лекарите исто, значи зашто зема плата. Ако ние тука не сме се разбрале, ако не сме воспоставиле некаква комуникација подобро, да и дури да има проблеми, потешкотија, сепак и наставниците и сите што не служат во овој систем се сепак само човечки битија. Така е. И тоа за мене сега кога разговарав со една пријателка, значи на лекар. Јас кога одам на лекар, кога одам во училиште, кога одам некаде во администрација, ја одам како Ганди, значи со тотално отворен ум. И ја првен зборувам со тој човек. Не зборувам со целиот систем позади него, него зборувам со тој човек тука што ме служи во моментот, што го држи пенкалото. Фокус. Ја треба да се погрижам дека тој човек тука со него кој што зборувам, дека со човекот зборувам, а не со целиот систем кој што стои позади него, затоа што јас не знам колку позади него вистински стои системот. И колку има натрупано тука харти 1000 и дека ја му барам кој знае што, ни самата не знам што му барам, и ја мајде молим те сега веднаш одма. Не е фер. Треба да се... Зависи од луѓето, Ирена. Зависи од луѓето, но зависи од луѓето. исто, нели? И од другата страна истото треба да биде. И она кога зборувавме, нели, инклузија, значи за мене уште пред неколку години веќе не постои инклузија во таа форма како што ние зборуваме. Постои инклузивна свесност. Таа е таа на која што ние ќе работиме 20, 30, 40 години. Така. И опо тебе го тука е. Законот за инклузија е внесен. Ако ние сакаме да правиме инклузивно училиште, ќе додадеме уште други процедури. Нели? Еве, ќе речеме Хартија дека ќе ќе трпи пополниме дупки, вака треба да се прави тоа, ова е процедурата за тоа, ова е правилникот за тоа. И повторно ќе се пикаме уште во помали и помали рамки наместо да се расшириме, нели, да речеме кои се моите капацитети јас да го направам ова. Инклузијата не стеснува. Зборам системската вака како што кога би ги гледале. Ама инклузивната свесност не остава со широк ум, затоа што ние гледаме не е потребно кој знае што да се направи за инклузија. Дали можам да ти помогнам и како можам да ти помогнам? Тоа се прашањата кои што ние ги поставуваме на родителите кога ќе дојдат. Меѓутоа, ова што го потенцираше баш хајлайт да му ставам на тоа, очекувањата. Да. Ние како луѓе точно е дека имаме очекувања. Ние имаме исто како наставници очекувања.
Затоа што ти кога се даваш, бараш и да земеш. Така. Меѓутоа, за децата со атипичен развој, поособено кои се подкрепени со ИОП, имаме ние своји очекувања кои не се базираат само врз детето. Детето е крајниот корисник. Меѓутоа, тука има многу други фактори. Прво, во каква средина, какви информации добива. Без разлика што е со атипичен развој, тој добива информации од својата околина. Ако вие постојано му зборувате, што ти е Галя за учителката, наставничката што зборува, слушај, ја што ти кажувам тука, ќе ти стави она петка, зошто да не ти стави петка, ти заслужуваш за петка, и тие петки него му бучат во глава, постојано кога му се зборуваат, и тој е научен да бара и да инсистира се што ќе каже, а сега петка ќе имам. Душ. Значи, петка, како оценка, како вредност. Има деца кои што воопшто не обрнуваат внимание на оценката. Има родители кои што вели, мене не ми е важно каква оценка ќе има. Важно ми е да научи да чита. Важно ми е да се описмени. Важно ми е да нема диспраксија. Да знае што ќе напише, да го знае да го напише своето име, ма правилно. Да не биде тоа шкрабаница некоја која што никој не го разбира. Да разбере, ако е дислексично детето, да знае една реченица, ма едната реченица убаво да ја разбере што значи. Барањето, функционалноста да биде на повисоко ниво. Ама понекогаш ние возрастните имаме повеќе очекувања дури и од она што е можно. И тука се разочарувањата подрака доаѓаат. И тогаш сме лути, тогаш сме кивни, тогаш е тој муабет, па што и е не за работа, зошто не му обрна внимание, па јас си кажав, па зошто оди на училиште, па тој е редовен, и така натаму, и така натаму. Мислам дека фокусот се става на тоа се погрешни аспекти. Или каде ќе го запишам во средно. Краткорочно гледајте. Научете се да живеете ден за ден. Денес денот е убав, радувај му се. Тоа што ќе ти донесе на крајот кој ќе го сублимираш и кој ќе седнеш и кажеш јас сум ти благодарна денеска што убаво денеска си поминав. Погледни ги оптимистички работите. Кога тоа ќе го пренесеш на детето со атипичен развој, тоа ќе развие една позитивност. Тоа ќе развие кон другите позитивност. Нема да гледа кон другарчињата како некој што ќе го повреди. И тука е стравот придружник исто. Нема да гледа дека го одбиле, не доаѓаат на роден ден или не сакаат, или нема да ги викаат на роден ден, зашто тие му се смееле и не знам, му играле мајтап и не знам што. И тие се деца како и тоа што е дете. И тие прават работи кои што се, да кажам, некојаш и нелогични, ами и тие се инструирани повторно од средината. Така е. Ајде се ти што ќе губиш време, тебе наставничката што те седнала да седиш до него, ти немаш време да напишеш. Ќе кажеш, мене не ми е работа јас да седам до него, нека си земат асистент. Значи имаме и такви повратни информации од учениците и не може дете на мала возраст, некоја 11-12 да создаде таков речник од типот нема јас да му помогнам. Значи, ние ги учиме на училиште да бидат емпатични, да си помагаат, другарство да имаат од најмала возраст, да си помагаат кога ќе падне некој, да не се удираат. Тој булинг од каде доаѓа? Тоа агресијата од каде доаѓа? Тоа доаѓа и од нормални од овие сега социјалниве моменти што се на TikTok и така натаму, но тоа е неадекватно користење на социјалните мрежи. А од друга страна, информациите од зборувањето дома. Ние сме си таков народ. Еден за друг повеќе зборуваме, ама не си ги гледаме сопстените работи. Погледни си првен во дворот, погледни се себе си, како велам јас. Удри камен врз себе. Можеш? Ема лесно е на другиот да му фрлиш камен и да му најдеш маана. Ако ќе е за себе, чекај, јас. Не може тоа така. Убаво е да се сакаш себе си, да се почитуваш себе си. Но ние во оваа социјална средина, каде што децата, значи училиштето пред се, градинката, средините каде што има различни карактери, различни посебности, затоа велиме различностите се убави,
учиме Да, едни од да. други, ете тука се учи најголемото социјално дружење. Ако ние тоа му го одземеме на детето, го направиме себично, self-oriented, ама во вистинска смисла само јас и никој друг, ние сме ја погрешиле лекцијата. Како Да. родители не сме успешни. А овие дечиња имаат толку многу љубов. Јас велам, вие сте љубов. Имам такви дечиња, тој кога ќе влезе насмевка има од тука до тука. Наставничке, јас не сум ве видел одамна, а тој не ме видел од предвадена. За него било не одамна, оти не сум во истото училиште. Цел зимски распуст не се видовме, не се сретнавме. Викам, јас не бев добра, болна бев, викам грипот. Јас бев болен. Па си направивме ние еден многу убав муабет за тоа кој како си поминал. Па мене не ми треба сега некој вовед во часот да како поминал викендот. Тој ми раскажа за цел распуст. Дека Да. бил тажен што не одел на училиште. А другарчињата знати да го поттурнат. Ама тој не им го есапи тоа за минус. Ама тој не ги видел цел зимски распуст. Аха. Така што тие дечиња си имаат една посебна љубов. Тие имаат там меморија меморија на убаво, ама ако од дома е поттикнат. Да. Ако од дома му кажуваат, ти зема да не се дружиш со нив затоа што тој ти кажал така. Или не седнал со тебе да се дружи на големиот одмор или не ручкал со тебе. Не очекувајте дека децата со типичен развој ќе бидат секогаш отворени. Јасно, јасно. Како и сите луѓе. И они се Како справуваат и со сите своите луѓе. потешкоти, системот Така е, не сега им и го помага ни на растот, нив. Поготово во таму кога ќе заодат веќе 8 оделение, преоѓаат во еден период на пубертет, Да. преоѓаат во еден период на самопогледнување, што велам јас, како се, па јас и кој ќе си ја подигне вака главата. Значи, вие гледате едно сосема поинакво размислување, за 3 месеци тие за летниот распуст се Да, менуваат. да. Кај нив развојот е многу брз. Вие зашто тоа велам, многу го гледате убаво, многу го бидејќи гледам. многу Да, деца, го гледам, а дома може и- би си го гледаш своето Да, дете, па не но можеш стоп. да воочиш, Да, кој затоа знае велам, колку. таму и таа субјективност. Да. И не бараме да биде тотално објективно од страна на родителот, мислам тоа е неможно. Ама кога ќе ви пристапи родител, не понизност, не да не се разбереме погрешно. Не бараме, јас лично не барам понизност, барам соработка. Да. Барам соработка. Да се договориме како ние ќе направиме, што ние за овие 3 месеци од полугодие прво, од септември до декември, ние ќе направиме. Има тука отстапки. Се разболело, не е присутно, има регресија во однос на напредокот кај децата, обично со атипичен развој, Да. кај деучињата повеќе е тоа изразено, но и кај децата со аутистичен спектар е поизразено. Кога отсуствуваат повеќе, тие губат, ајде да кажам, некој редослед во работите. Да. И тука мораме да надополниме некој. Тука е родителот тој кој што мене ќе ми биде сојузник. Дали ние ќе се контактираме, дали ќе се договориме. Ако јас кажувам како стручен човек кој што со години го работи тоа, веќе 25 години сум јас во целава приказна, кој ќе ви речем потребна му е поддршка од страна. Не мене да ми помогне како наставник, па зошто и да не ми помогне. Да, зашто и да не Едноставно помогне. да биде асистентот тука како поддршка за него. Тој ќе се чувствува посигурен. Нема јас да гледам во другиве деца да пишувам план на табла или да кажувам нешто, па да гледам и во тетратката од детево дали напишало. Или па на крајот од часот со мој ракопис да напишам што сум учела. Тоа не е порака. Да, да. Тоа не е порака. Пораката е ние во текот на неделата да направиме план. Ако веќе детето нема асистент и вие одбивате да има асистент заради тоа што сметате дека има капацитет детето, а гледаме дека нема, оти нема никаков напредок. Со години нема напредок. Тогаш сме во еден ќорсокак. Вие со вашиот инает и непризнавањето, а јас Што не ќе се можеш да чувствувам направиш ништо. неуспешна затоа што ништо не сум направила толку колку што сум можела, толку било за да го задржам на час. Само ќе се навратам, долг ни разговор, ќе се навратам на времетраењето на часовите. Велите треба да биде во клупа 7-8 часа. Децата со атипичен развој не можат да бидат толку многу.
Значи тие имаат свој ритам. Имаме деца кои што многу и поспоро ручкаат. Значи одморот е време кога тие нели звони и тие како Павлов рефлекс веднаш голем одмор и одма сака да ручкаат. Кај тие деца не е така. Тие имаат потреба да седнат, да се смират, па после да па јадат, потоа да полека. јадат. Па да мијат раце, па таму 5 минути трае тоа миењето раце, па втањето вака. И кога ќе седне да ручка, значи него му звони, он веќе не знае што да прави. Тој е збунет. Го чува сендвичот или нешто што му е дадено од дома, да ручка и тој чепка како пилче од торбата. Тоа не е квалитет. Да. Тоа не е квалитет. Тука се тие Потребата дискрепанции. исто од интервенција од стручните едукатори, специјалните едукатори, неможно е во училиште, особено од поголем обем, да речеме 700-800 ученици, да ви одговори дефектологот во моментот кога вие како наставник ќе побарате помош. Да, не може. А нема асистент. Така е. Неможно е. Значи, бараме нешто што е неможно. Таа во моментот работи и сега треба да прекине работата со детето, да дојде вас да ви помогне или да го земе и тоа дете. Не може она да се Не прво може. да се прешалта Значи, не за да може, му неможно одговори е. што се случило, А како се ние случило. почнуваме како наставници. Па зошто сега не го зема? А мене ми пречеше. Не ми пречеше во смисла ми пречеше, него сакав да му помогнам со тоа што ќе дојде кај тебе, ќе се смири, ќе појде во сензорна соба. Да, Не можам јас да го пуштам само во сензорна соба да оди. Јасно. А не можам Јасно. ни јас да отидам во сензорна соба да ги оставам овие 25 да стојат во училница. Кои ги набрат уште некоја друга белја. Затоа ви велам, исправени сме пред еден голем предизвик. Да. Затоа не е ова џајлибу, него е предизвик. Ова е Буквално и е предизвик, сложен предизвик во кој што бара сериозен план, сериозно седнување на почетокот на учебната година и сериозно континуирано соработување на родител, наставник и стручна служба. Искуството од тоа што го имам јас со Кан, значи он кога дојде во 6-то одделение, нели предметна настава, во 6-то така е предметна настава. Почнуваат повеќе да наставници. 14 наставници. Се случи тоа што се случи, асистентот кој што беше доделен се откажал и остана Кан токму за во предметна настава да биде без асистент и сега викаме со дефектологот сега што правиме. Значи ајде добро, он многу добро соработуваше со учителката пред тоа, која што ми беше многу драго затоа што кога она дојде, кога го зема, беше во специјално училиште, па дојде кај незе и само реков, добро, окей, што правиме? Она само ми рече, јас ништо не знам. Ја викам, тоа е најдобрата точка од која што можеме да тргнеме. Ништо не знам, ама тоа значи дека ќе растеме, ќе научиш многу брзо и ќе видиш дека ти многу работи знаеш, само сега си викаш од оваа точка, ако речам дека знам за аутизмот, не знам. И прекрасно, значи многу добра соработка поради тој став на наставникот и тоа што јас можеби го имав тој капацитет, но во 6-то, кога се случи тоа што се случи со асистент, значи во законот вели дека се треба да се има инклузивен тим, да се состави нели инклузивен тим. Тој има, секогаш постои. Тој постои, но јас лично сакав затоа што веќе во нашето училиште, затоа што многу бев активна и висев по ходници и се обидував и правев пексови и цртав под зидови затоа што јас сакав за да можам да му помогнам на него, нели затоа што ми дозволија во училиштето. Реков ајде да видиме како тоа ќе изгледа вистински, не само да постои нели дека може да се направи инклузивен тим, него да вистински да го направиме затоа што има потреба. Во случајов има потреба затоа што ресурсниот центар рекоа ние ќе отвориме нов повик за нови асистенти, ама не знаеме кога ќе се затвори, кога ќе можеме да му пратиме кај нов асистент. Реков, окей, со дефектологот се договоривме, правиме значи инклузивен тим каде што се сите наставници, родителот, специјалниот едукатор, кој е во стручната служба, кој го има. Кај нас, фала Богу, тогаш имаше значи имаше специјален едукатор и имаше и психолог, ми се чини. И добро, окей, се собравме, дојдоа неколку наставници колку што дојдоа. Добар ден, кажа дефектологот што ќе правиме и следно беше класната, па ние знаеме како што, но во суштина зашто ме поттикна затоа што веќе беше првото
тргнавме во училиште, класната ми вика, кан вика не носи тетрадка и вика книга по математика. Ја викам, не, он ги носи сите книги. Он ги носи сите книги во ташна, значи он сакаше да ги носи за да не му недостасуваат книгите, не му фали. Викам, сигурно, па не ги вади. Јас си викам, па нормално дека не ги вади. Од кај знае он што да извади? Учителката рекла, имаме математика, вадете математика. Нели, во петто. А во шесто очекува дека на математика треба да извадиш. Очекува дека, викам прво, он не знае ни како се викаш ти. Второ, па дека ти си наставничка по математика, ни случајно викам тоа првите 2 недели или првата недела. Викам, не доаѓа во предвид, значи тоа не е во неговиот капацитет. Мислам, мене малце ми беше као не смешно. Тоа е заради тоа што јас имам многу информации, затоа што знам, затоа што го работам, тоа реков, чекај. Ова не го земате во предвид. Затоа што не знаете дека и тоа може да биде. Затоа правиме инклузивен тим, само да го сакам да го раскажам ова за и другите родители да го имаат како искуство. Го направивме инклузивниот тим и значи јас го кажав тоа што се случи. Првиот наставник кој што беше ваков радосен дека сака нешто, значи беше наставникот по историја, рече јас сакам да знам како да работам со кани, реков. Од сите предмети, историјата е еден од најтешките во кој што ти на дете со аутизам, кој што тогаш нема ни сеќавање, немаше ни напред ни назад историја. Тоа е многу тешко, ама викам, многу се радувам за, ентузијазмот. И реков, што учите, тоа е тоа. Вака. За да ние го направиме, значи, како одевме наставник по наставник, што учите вие? Тоа. Направивме група, сите наставници беа таму. Кога јас немав информација што се случува, што учевте, кај учите, кај одите, еднаш неделно. И ние веќе после неколку месеци се усогласивме, значи никој не беше оптоварен воопшто, кој знае колку, од оно што го праве електронски, планот за неделата, ИОПот мора да го направат, затоа што е пак моето влијание, значи сите мора да седнат и да направат ИОП. Јас им реков, за ваше добро, за ваше полесно ќе биде кога и јас ќе речам, дај ми го ИОПот, јас знам што да му помогнам дома. Ако сите учат до 1000, а он до 10 може да научи, кај знам ја дали вие сте го терале до 50 или до 100. Ако знаеме дека до 50, ние како знаеме умееме, со вилушки до 50 ќе работиме, нели? За да го поттикнеме целиот процес. Така да ние го искусивме инклузивниот тим и добро функционираше и добро функционира. Само треба соработка. Значи јас осетив дека требаше соработка. Тоа е поентата всушност, затоа што велам, негирањето, тргањето од тоа дека некој друг е крив и не направил нешто за детето, само не доведува до ќорсокак. Точно. Затоа што на крајот на криштата ќе си речеш мерењето на успешноста мене не ми оди со едно дете. Мене ми оди со цела паралелка. Да. А целата паралелка не е тоа дете. И ние ќе се амнестираме на некој начин од тоа. Или ќе кажеме, детето нема асистент, а јас кажав дека треба да има асистент. Детето е проценето според МКФ дека не требало да има асистент. А зошто го однесовте на МКФ ако не треба да има? Да, и сега проценката вели вака или така. И сега проценката може да биде индивидуално од тимот во моментот како проценил. Ама ние го гледаме. Да. Значи, прво гледаме дека е неповрзано искажувањето. Има тотална диспраксија. Има, пишувам овде, пишувам таму, не знам што е, отварам учебник, не отварам учебник, учебникот е најмал проблем во суштина. Фокусирањето, ние не бараме фокус од 30 минути да биде, ние бараме само, можеби, на почетокот, 2 минути, 3 минути да расте. Да. И тоа е тој краткорочен план, тоа е тој долгорочен план што јас ќе го направам со родителот. И заедно ќе работиме сите на тоа. Ако се 2 минути фокус, 2 минути фокус. Кажувам и повторувам пак, инклузијата не е воопшто лесен процес и ние не можеме туку така да го земеме. Има многу чинители, има многу фактори за да биде инклузијата успешна. Да кажеме дека сме направиле успешен обид за инклузија и на крајот приказната кога ќе заврши со основното образование, што понатаму? Мене ми е тоа првото прашање.
Не е проблемот да се стават петки. Ние ставаме петки кај што не треба, па сега ќе нема да ставаме петки кај дете со посебни образовни потреби. Прво емпатијата ќе ни го направи тоа, како луѓе. Да. А потоа се останато. Што потоа? Прашајте се, јас така им велам на родителите, кога вас ке ве нема. А ние не сме вечни. Не знаеме што носи денот, што носи утрото, што носи ноќта. Да. Што потоа? Како тоа дете ќе биде способно за себе? Барем нешто. Барем голата екзистенција да си ја има. Сигурност. Нашата држава не е како државите во светот. Пак ќе речеме зошто се споредуваме со светот. Јас имам роднини кои што живеат во Шведска, имаат 2 деца со посебни образовни потреби, тоа со потешка дијагноза. Тие деца се работно оспособени. Едниот родител го нема, сега се само со едниот родител, меѓутоа се работно способни, заработуваат за живот. Едноставно, просто, сецкање на салата. Ама тоа е неговата работа. Удирање печат во пошта, па тоа е неговата работа. И да не го начнуваме понатаму прашањето како тоа кај нас се решава и дали уопште се решава. Кај нас не се Седо решава дека тоа. се родителите живи, како велиме, па дури и со типичен развој децата, иш не се секире додека сум жив. Ке се секираш кога мене ке ме нема. А овдека е уште поизразено тоа. Тоа е неодржлив аспект. И јас мислам дека јас почнав да размислувам на средно уште кога беше во четврто. И така и треба да размислуваме, не дека што би можел. Прво ги гледаме талентите, тенденциите на детето, кои се желбите, ние мораме, тоа е единствената порта која што ја имаме во неговиот свет да влеземе и да создадеме вредност. Петките во образованието со невоспоставени животни вештини, не научени основни животни вештини, а бркаме петки, бројки, букви кои што немаат логика. Значи емоционалната интелигенција за која што зборувам и работам со секого и со сите деца, независно, затоа што е многу ниска. Кај нас е многу ниска, значи емоционалната хигиена, да ја наречам, без нејзе каде ќе одиме ние. Кога не можеме сами со себе да се справиме, а што понатаму правиме, дека сме во гнев, дека сме во лутина, дека не можеме дури да ги имаме капацитетите да направиме нешто, емоционално нема да истераме ние да станеме подобри, да можеме и да го работиме. Тоа зборам сега и за нетипичните, кои што им треба многу поддршка. Така е. Значи, тоа сега што сакаме, да речем, и посебните родители, воопшто не само посебните, туку и со типични. Не е веќе времето кога петките прават нешто, дипломата. Сега и децата се толку, ќе рече, депресивни или неволни. Ништо не сака да прави, ништо не им се прави, цел ден се на телефонот. Што да прави, која иднина? Значи, го труеме дете во сите страни дека светот се руши, од сите страни, таму војна, ваму војна, ова не чини, тоа не чини, а ти сега учи прави, и кога ќе завршиш ќе бидеш што? Едноставно уште сега они имаат безнадежност, значи некакво чувство на безнадежност, а не се развиваат животните вештини. Вистинските животни вештини. Ти треба да научиш да готвиш, да се облечеш, да се испереш, да се испеглаш и да знаеш како да комуницираш со себе и со другите. Така. Ние тоа да го научиме. Сите, типични деца, нетипични. Тоа да го научиме, ние сме веќе на коњ сите. Веќе имаш граѓани на светот кои што се подготвени да ги решаваат проблемите на светот. На крајот на криштата не се ни толку важни проблемите на светот. За нив, за самите себе си, да можат да се интегрираат на нивни начини. Да не бидат десклудирани, да бидат инклузирани, да бидат во кругот, а не надвор од кругот. Да не бидат секогаш гледани дека се тие кои што им треба нешто екстра. Ме разбирате? Секогаш јас им го споменувам тоа на родителите, може би е грубо кога ќе кажеме, а што после вас? Може би е грубо, но е болно, толку многу, грубо, ајде да кажеме болно, не толку затоа што тоа е нормално прашање, нели?
имаме ние деца и со типичен развој кои се мрзливи, кои се да кажам не сакаат да прават ништо, што велите вие во депресија некоја паѓаат и така натаму, просто не гледаат ништо. Од сето ово што се случува во околината, они ништо не гледаат убаво. Ама тоа е пак наша вина. Така е. Наша вина е тоа како родители, затоа што тие се уште се во нашиот круг. И кога често пати ќе слушам од повозрасни луѓе, 40 години наполни не се осамостои. Му даде ли ти шанса да се осамостои? Турни го пилето. Да. Значи едноставно го ставаш до еден со типичен развој, кога може сам. Да. Кога не му треба некоја посебна поддршка. Овие деца им треба поддршка до одреден степен, а потоа само осоколување, што велам јас. Можеш ти. Јас сум тука некаде, Да. ама еве сметај дека сега јас отидов некаде. Не може да му кажеш дека си заминал, него еве јас сега имам некоја друга работа, ти сега тука Да, си обидувај сам. се. Обидувај се да видиш како Да. сега ова. Ајде сега да направиме шпагети. Ајде Да, сега да, да, супа да свариме. Ехе. Значи, па тоа е доживување. Супа јадеме сите, што ја направил пример Кан, да речеме. Кан готви. Да. Имав јас денеска, баш денеска имав на училиште исто детенце што ми е со посебни потреби, вели на 8 деление. Самичке, јас решив што ќе бидам во мојот живот. Аха. Велам, што така ти наеднаш сега, од каде ова, не сме правеле ништо муабет за тоа. Јас ќе бидам готвач, ќе бидам шеф. И знаете што? Ќе бидам во некој познат ресторан со Мишелин. Аха. Значи тој гледа Reels, гледа такви работи, сигурно му излегувале такви нешта и Мишелин викам, а што е бе тоа Мишелин, јас не разбирам. Па наставничке, многу се тие скапи ресторани, тие со Мишелин, што се таму, кога ќе одиш, ти дават малку да јадеш, вика. Ама тоа, вика, Економично. 200, 300, 500 евра, вика, чини, вика, тоа чинивчето. Леле, Петар, викам, ти кога ќе станеш? Таков, викам, со Мишелин, кој ќе бидеш во таков ресторан шеф, јас морам да дојдам, ќе штедам од мојата плата, викам, не наставничке, вие ќе дојдете мој гостин ќе бидете. Туша. Значи, таа емпатија што се јавува, таа е обострана. Ние Да, се да. бодриме. Да. Јас него го бодрам, му го штитам и му го подгревам сонот, кој што Да. тој почнува да го сонува. Да, но многу Ама често... знае точно, Да, не вели сега јас хирург ќе бидам, а зашто Да. и да не бидам. Да, зашто да Така? не бидам. Ама нема толку, него тоа се тој тука е. Да. Се утре да, може ќе го смени тоа. Точно. Не е важно, ама сега во моментот е тоа и тоа ми се гледа добро. И шансата кога значи јас тоа го гледам, значи дали ќе се смени и другите се менуваат и ние се менуваме. како Колку не? професии Па јас како имам не? сменет од како сум почнала, не можам да ги донаредам. Но кога детето ќе ти се отвори, ќе ти каже имам желба, имам план, па ние треба да сме со отворени очи и уши да викаме што е тоа да бидам? Затоа што во тој разговор ќе разбереме уште 1000 работи кои он ги разбрал, а не ги имал шанса да не ги искомуницира, кој што ги знае, ги вреднува, се за него убави. Сето тоа за нас е информација назад. И ние не треба, ајде сега глупости, ти ќе бидеш шеф, ти толку ти не знаеш да се потпишеш, ти шеф ќе бидеш. Пак е стереотипно, Ама со Мишелин малце правиме грубо, муабет. па нека и со Мишелин. Значи, на Аспергер, мислам, тие колку се прецизни, например, може да бидат Да, толку прецизни и толку фини да они можат комодно да бидат баш Па шеф има во со Мишелин светот, шефови. Не само тоа, има во светот кои што се познати информатичари, Да. геймери, мислам што прават игри, тоа се исто луѓе кои што се имаат посебни потреби. Никола Тесла бил Да. на аутистичен спектар. Така да, Има и доста светло во деца кои тука. што, да речеме, со тие нивни развојни фази. Да. Затоа што имаме ние и развојни потреби. Дислексијата, Да, да. например, таа се влече, меѓутоа таа ако е третирана на време и ако се правени интервенции, таа не мора да значи дека ќе остане до крај таква. Имаме познати актери кои што се дислексичари. И таа може и функционално да се развие. Значи Апсолутно. затоа што во прашање е читањето, значи еден аспект на живењето кој што Да. точно нас ни е важен, но не е најважен.
како што можеби понекогаш родителите, јас ги разбирам, кој ќе леле сега детево ќе остане, нема да може да чита, нема да може да наде работи и тоа се создава една планина страшна, но истото важи за се. Ако најдеме нешто малку и со малку можеме да почнеме да работиме, да создадеме вредност кај секој дете, независно од попреченоста. Ние сме при крај, нема крај муабетов. Драго ми е што отвараме теми кои мислам дека со наредните гости ќе ги расчепкате, ќе ги допрете, ќе можеби не сум одговорила адекватно на се, но вистина искрено гледав да го кажам своето искуство, да го кажам својот поглед и некогаш сум радосна затоа што сум направила промени на некои животи на мои ученици и сега кога ги гледам како веќе остварени луѓе во некои своји позиции, се сеќавам на моментите кога биле како пилчиња загубени, кога се пронаоѓале себе си и велам, тоа е развој. Да. Јас сум растела и се уште примам лекции, се уште учам лекции, кои што, затоа велам, јас сум на доживотно учење. И често пати знаат, имам еден ученик вели, наставичке, ние ќе си одиме сега од училиштето и ќе се ратисаме, демек. Ама вие, јас викам на доживотна робија. Зошто вика сега на робија, вика? Па така се вели на доживотно учење, викам, не на робија. Да. Така што ми е задоволство да ги гледам тие напредија, ама посрекна сум кога родителите кои биле во негација некаква, биле лути, ќе ги видам после и ќе речат, наставничке, знаете што, не дека ми кажале дека сум била во право. Можеби бевме ние неправедни спрема, бевме со многу големи очекувања, бевме во голема жалост за нешто што мислевме дека ќе ни дојде преку ноќ, дека се обвинувавме зошто ние, или пак се стававме во категорија што сум сгрешил во животот. Или пак можеби кај нашиот народ има и стигматизација се уште кон луѓето кои што имаат деца со посебни потреби, обележување и етикетирање. Особено ако се тие успешни во своите професии, па како ви колку е оно успешен, видимо го детето. Значи има таков еден подсвев кај нашиот народ, тоа е карактеристично што во другите земји го нема. Јас не сум го сретнала, на пример, нити во Норвешка, нити во Шведска, каде сум престојувала, не сум го сретнала тоа. Затоа што не е само дете со посебни потреби. Ви имате и јазично дете кој што со јазикот има проблем, не го познава јазикот. Тој има посебна потреба. Да, не може да се разбере. Бегалците што беа тогаш во Норвешка, од Босна што се преселува, тоа беа деца кои што не знаеа норвешки. И тие апсолутно беа во посебна програма за да го научат норвешкиот јазик. Јасно, и за беа да може третирани да се како деца со посебни потреби. Како што и се. На крајот на криштата, пак ќе заклучам со тоа што почнав. Сите ние сме со посебни потреби. Да. И сите требаме да бидеме емпатични едни кон други, да имаме разбирање. Колку сме по со разбирање полни, толку ќе бидеме по исполнети сами со себе, нема да бидеме лути на целиот свет и нема некој друг да ни биде виновен за некој наш неуспех. На крајот на криштата животот се состои од падови, растења и едноставно мораме да го живееме така. Така. Благодарам за поканата уште еднаш. Ви посакувам уште многу успешни подкасти. И ова се серија на подкасти кои што без друго мора да имаат големо влијание, голем импакт на не само на образовниот систем, туку и раснењето на свеста за таа инклузивност и како да оди во поголем степен. Да. Ти благодарам многу, беше многу убаво, крај нема на муабетот, но ќе мора да завршиме. Драги мои родители, од ова сакам да си однесете дома. Знам дека училиштето е стресно, знам дека одењето на училиште, комуницирање со наставниците е стресно, знае да биде стресно, но од моето искуство е дека ако сакаме да направиме нешто подобро, само ќе го направиме само ако соработуваме. И само ако соработуваме и само ако се обидуваме, не само еднаш, уште еднаш и уште еднаш и уште еднаш, затоа што нашите деца поминуваат долго време во училиште. Наставниците, учителките, воспитувачките се вторите родители. Не можеме да кажеме дека не ги сакаат или дека можеби не им сакаат добро. Но ние треба да се охрабриме
да побараме и од нив мислење, затоа што они можеби понекогаш може да ни кажат многу подобро што не е во ред со нашето дете. Можеби они ќе ни дадат насока дали треба да отидеме да диагностицираме, да се обидеме да направиме нешто. А, да си го ставиме во глава дека наставниците, воспитувачите се наши пријатели. Дека тој триаголник за кој што зборев уште од претходните емисии, значи дете, родител, наставник, е една од најважните работи ако сакаме да биде добро за нашите деца. Така да ве охрабрувам да почнете уште побава соработка со училиштата, за да може да биде подобро и за вашето дете и за вас. Имајте ми убав ден, поздрав!